Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Во време кога животот е се поскап, кога граѓаните секојдневно се борат за да го задржат својот животен стандард, владата зададе нов силен удар врз нив. Драстично поскапување на парното грејење од над 5%. Ова е директен удар на семејните буџети во време кога трошоците за живот експлодираат, а платите остануваат исти. Над 200.000 граѓани во Скопје ќе добијат зголемени сметки за парно, и тоа поради барањето на државната ЕСМ, истата таа компанија што владата ја контролира. Треба на сите граѓани да им биде јасно, само заради неспособноста на владата се покачува цената на парното, кое можеше и требаше да биде спречено. Владата ветуваше ефтин природен газ, но повторно излажа. Наместо да набави газ во јануари, кога цената на газот во Европа беше околу 40 евра за мегават час, владата на Мицковски набави газ за неверојатни 65 евра за мегават час. Ако владата навреме се погрижеше за поевтин енергенс, ова покачување немаше да се случи. Но неспособност и корупцијата повторно ги плаќаат граѓаните. Понатаму, квалитетот на парното е катастрофален. Радиаторите се млаки, чести се прекините во снабдувањето и оваа година имаме најслаб квалитет на испорачана топлинска енергија досега. Граѓаните плаќаат повеќе за услуга која е се полоша. Дополнително, ова поскапување ќе доведе до нова еколошка катастрофа. Граѓаните ќе бидат принудени да користат алтернативни и многу поштетни извори на грејење, што значи дека загадувањето ќе расте. Наместо владата да ја направи топлинската енергија подостапна и да ги охрабри граѓаните да останат на парно, таа со оваа мерка ги тера да бараат поевтини, но многу поштетни решенија. Во услови кога Скопје е прв на листата на најзагадени градови во светот, оваа политика на владата директно го загрозува животот на скопјани. Значи ни стандардот, ни здравјето на граѓаните не и се приоритет. А додека граѓаните мачат како да ги платат сметките, владата размислува како да купи авион за себе. Цените на основните производи се вивнаа во небо. Потрошувачката кошница за само еден месец поскапе за 400 денари и достигна рекордни 63.000 денари, а граѓаните едвај врзуваат крај со крај. Владата не прави ништо за да го заштити стандардот на граѓаните, напротив, активно работи на негово влошување. Во изминативе 8 месеци, владата целосно го уништи животниот стандард на граѓаните. Цените во маркетите растат без контрола, а платите стагнираат. Владата не го следи осиромашувањето на народот без ниту една конкретна мерка за спас. Потрошувачката кошничка е се поскапа, а граѓаните се оставени сами да се борат со невидена економска криза. Владата дозволи инфлацијата да ги изеде приходите на македонските семејства, остави трговците да ги зголемат цените без никаква интервенција, а не му наблюдува од страна. Мицковски и ВМРО ДПМН не се достојни да водат држава, бидејќи не се грижат за луѓето и нивните маки. Ова поскапување на парното е само уште една потврда во низа дека оваа власт работи исклучиво за своите елити, а граѓаните ги остава сами на милост и немилост на кризата. Нивната неспособност ја плаќаме сите ние. Ви благодарам.